Почитувани гледачи, добре дојавте во денешното актуел интервју на Тера телевизија. Се наоѓаме во близина на браната на Хидросистем Стрежево, заедно со раководителот, односно со директорот на ова јавно предпријатие Марин Геровски. Добре дојавте во ова интервју. Добре дојавте вие на брана Стрежево. На брана Стрежево. Овде времето ладно заради последните врнежи од снег. Хидролошки годината каква беше за ова предпријатие? Добро, последниот врнежи од снег ни дадоа за сигурност дека 2016 година ќе имаме полно езеро. Полно езеро. Секогаш зборуваме нели од самото езеро нели е стратешко и за самиот град и за Пелагонија, за земјоделието. Главната дејност нели е задоволување на потребите на стопанство и на земјоделието во овој регион, да разграничиме дека само интервенирате во градот кој има нели недостиг на вода од водовод. Три корисници, главни корисници на вода од нашиот систем, како што кажавте, тоа е прво јавното предпријатие Водовод, кое што во екстремно сушни лета и екстремни зими користи вода од нашиот систем. Индустријата, целокупната индустрија, вклучувајќи го и рударско-енергетскиот комбинат Битола, меѓутоа и земјоделието како главна дејност на нашето предпријатие. Со земјоделците во минатото, често ова предпријатие имаше проблеми околу односот кон водата вкупно, нели со водот зборуваме за тоа каков е односот на граѓаните кон водата, бидејќи во последен период нели е пожелно таа да се штеди. Имавте нели проблеми во смисла и на крадење на вода и на губитоци, каква е сега состојбата, таа релација со нив и во секој случај на платата? Тоа се менува, тоа е глобален тренд, не е безграничен ресурс водата. Земајќи предвид дека капацитетот на нашето езеро е со ограничен капацитет околу 119 милиони, тоа значи дека и кон него треба да привидиме кон рационално користење на водата, бидејќи во една сезона не можеме ние цела вода да искористиме. Самото тоа повлекува дека и земјоделците треба рационално да користат водата и тоа за среќа наредниот период тој менталитет се менува и мислам дека од година во година резултатите се евидентни. Околу наплатата има проблем во јавно предпријатие? Па, гледајќи статистички 2004, 2005, 2006 година, која ќе видиме дека процентот на наплата беше некаде 4, 5, 6% и споредувајќи ги со процентите од оваа година, каде што ево за 2013, 14, па и 15 година се негде над 95%, тоа значи дека и тука се гледа колку посветуваат земјоделците внимание и кон водата. Се случаен проблем ли со каналот, заради тоа слечиште, состојбата ја решавте преку алтернативен, како стојат сега работите? За жал не е само едно слечиште, има десетина слечишта кои што веќе ги изработивме и ги имаме со техничка документација кои што планираме оваа година полека да почнеме да ги санираме. Се надеваме дека до крајот на 2017 година сите слечишта ќе бидат санирани. Како што спомнавте, прошла година имавме еден проблем на една точка Г0 негде во близина на село Драгарино. Тоа беше објект на рек Битола, кој што во меѓувреме ние го бипасиравме со едновремено решение, кое што и сега го користиме, така да очекуваме оваа година рек Битола да го санира тоа слечиште, а ние ќе користиме вода и преку алтернативниот канал, така да не очекувам проблеми во дистрибуцијата на вода оваа година. Проширувањето на дејноста во други општини или во како договаравме за овој разговор беше спомената и Могила и Новаци. Тоа не е проширување дејност, тоа е проширување на опфат. Во долгорочните планови на јавното предпријатие Стрежево предвидено е проширување на системот и во делот на општините Новаци и Могила. Во првата фаза во општина Новаци ќе се снабдуваат негде површини од околу 700 хектари и тоа извор за вода ќе биде Суводолско езеро. А во втората фаза ќе биде од одредени цевоводи од нашето предпријатие кои ќе префрлат од другата страна на реката Црна. Тоа е сега во фаза на проектирање, како што е и нашата обврска до крајот на 2016 година да го проектираме и делот на проширувањето на системот во делот на Могила. Ланската година или се соочивме со големи поплави, постоеше страф од излевање на ова езеро, бидејќи на пример за Калиманци често слушаме секоја година кога има поголеми дождови дека се излева нели таа брана, како е тука? Ние управувањето со водниот ресурс ни е приоритет. Не можеме да си дозволиме да дојдеме во ситуација како Калиманци, затоа држиме одреден ретензионен простор за тие изненадни води и секогаш езерото го држиме под контрола и мислам дека не би дошли никош во таква ситуација. Кои се проектите што треба нели да ги работите во наредниот период?
Земајќи предвид дека и дејностите на нашето предпријатие се широки, почнувајќи од водостопанската дејност, меѓутоа и од други дејности, значи проекти имаме во сите сфери на нашето делување. Во делот на водостопанската дејност, како што кажавме, тоа е реконструкција на постоечката мрежа, бидејќи за жал темпото на старење не било пратено со темпото на реконструкција на системот. Тука имаме доста активности кои што планираме во 2016 година да ги работиме, проширување на системот, обновување на системот. Меѓутоа имаме и активности во делот на рибопроизводството, бидејќи тоа ни е како дејност. Имаме активности предвидено во делот на реконструкција на централите, пошто и тоа ни е дејност. Имаме планови за проширување и надградба на капацитетите во делот на спортско-рекреативните содржини што ги имаме, така да широк диапазон на активности, меѓутоа широк диапазон и на дејности. Да, сега за дејностите, ски терените на Нижеполе доста актуелни се. Меѓутоа снегот некако ова година не одмина. Бевме така расположени да видиме како во Битола ќе биде прифатено тоа ноќно скијање кој што ние го најавивме и го реализиравме, меѓутоа оваа година немавме доволно снег за да го исправаме. Се надевам 2016 година, крајот 2017 година ќе го видиме тоа, ние веќе тоа го изведовме, а во соработка со Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион и Агенцијата за финанска поддршка на земјоделие ние направивме одредена реконструкција и на објектите што ги имавме Нижеполе, меѓутоа и направивме еден излетнички комплекс кој што без разлика на времето, значи мултисезон ќе биде посетуван од Битолчани. спортски риболовци овде има сигурно на ова езеро. Има оние кои се рибократци? Рибократците ги ловиме. Рибократците ги ловиме, на задоволство наше секоја година се пријавуваат и се повеќе спортски риболовци, то се одразува и на бројот на издадени дозволи за рекреативен риболов. И тоа е добро што и тие спортски риболовци ги користиме и како стражари на езерото, така да тој број на крадци се надевам дека ќе го сведеме на минимум. Што риби фаќаат овде? Секакви риби. Имавме еден куриозитет. Прошла година имавме дефект на централа, во турбината влезе јагула. Така да од тостолобик, крап, јагула, пастрнка овде ги има се. А ако не фатат овдека риба, од рибникот дома ќе однесат некаква риба? Ако не фатат риба, ќе одат во рибарница. Геровски благодарам за ова интервју. Се гледаме во друга прилика со други проекти на што ќе работите во ова јавно предпријатие. Ви благодарам и се надевам дека ќе ни видите пак гости. Благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше денешното актуел интервју со Маријан Геровски, директор на јавното предпријатие Срежево. Поздрав од браната на ова езеро.